Велат дека разликата помеѓу оние кои имаат и оние кои немаат не е само во тоа колку заработуваат, туку и како управуваат со својот буџет, како ги менаџираат своите пари. Во време кога дебатата за платите се вжештува, а финансиската свест на граѓаните се уште е многу ниска. Ние ви носиме еден исклучителен финансиски советник за малку совети околу тоа како подобро да управувате со вашиот семеен буџет, како да заштедите и како да инвестирате. Останете со нас. Ако ги земете сите пари во светот и ги распределите еднакво на сите луѓе, за кратко време тие ќе завршат повторно во истите џебови. Ова е бизнис филозофија на еден од најпознатите мотивацијски говорници, Џим Рон, која што не е научно подкрепена, но поаѓа од тезата дека богатството во голема мера зависи од менталитетот, навиките, вештините за менаџирање на парите и финансиската писменост на граѓаните. Со оглед на тоа што свеста за управување со пари кај македонските граѓани е многу ниска, а финансиската писменост еден од клучните предизвици, разговаравме со инвестицијскиот советник Горан Ѓорѓев, кој ни сподели практични совети за тоа. Ние често даваме совети до нашите потенцијални и веќе постоечки клиенти како да раководат со финансиите. И една би ја издвоил како многу интересна формула, ја користат евреите и затоа е еден од најбогатите народи на светот. Тие штедат 10% од своите примања долгорочно, 15% од своите примања ги инвестираат и со 75% од своите примања го живеат својот месец и тука спаѓаат и трошоци, и кредити, и сите задоволства кои што се ги пружа еден човек. Сега нормално имам реакција од луѓето кои што ќе ми кажат, па чекај, јас ако немам никаква навика, како би започнал веднаш со дури 25% да ги тргам од своите примања. Нормално оваа формула треба да биде една среднорочна или долгорочна цел. Може да се започне со 2, со 3, со 5, со 10%, меѓутоа пак ќе кажам, поставување прво на приоритетите финансиски и потреби кои што треба да се решат на животот, да ги има многу. Втората работа и вториот чекор е да се одреди дел од тие примања кои што ќе одат за решавање на тие приоритети. Македонската реалност е сепак живот на кредит. Последните податоци покажуваат дека граѓаните им должат на банките дури 2,7 милиарди евра само за потрошувачки кредити, минуси на сметки и кредитни картички. Уште 180 милиони евра имаат позајмено преку така наречените брзи кредити, кои имаат исклучително високи трошоци. Ѓорѓе вели дека задолжувањето за нерационални трошења е најголем проблем што може да го наруши семејниот буџет. Нормално би рекол да, доколку се работи, например, за стамбен или хипотекарен кредит, каде што една индивидуа или едно семејство треба да си обезбеди кров над глава и нормално дека тогаш го оправдувам земањето на кредит, затоа што дел од луѓето нормално немаат можност да наследат можеби стан или куќа или кров над глава и тогаш има некоја логика земањето на кредит преку банка. Меѓутоа, како што напоменати, ке нас претежно се земаат брзи кредити и имаме една ситуација неверојатна да гледаме на многу атрактивни локации, на многу близко место, неколку споени такви продавници ги викаат веќе за брзи пари и земањето на потрошувачки кредити, како што го кажа, од банките. Најчесто е тоа за одмор, најчесто е тоа за некои многу брзи потреби, многу скорешни потреби кои што ги имаат луѓето, се презадолжуваат, тоа задолжување влага од еден кредит во друг кредит, во трет кредит и тоа после нема крај. Најчесто луѓето после вториот чекор е да се позајмуваат од други луѓе и се влага во еден круг во кој што после не може да се излезе. Јас како совет прво пак ќе се навратам на претходно, човек треба да научи да менаџира со своите финанси, да постави приоритети, а доколку смета дека не му стигаат финансиите за да си ги задоволи своите потреби, живееме во едно време на многу можности, каде што ги имаме, и човек треба да се определи да најде начин како да заработува повеќе финанси. Така да секогаш како втор совет, освен тоа што треба да се менаџира средствата, често ќе ми кажат млади луѓе, ама од што да штедам, доколку си сигурен дека си ги исцрпил сите можности и добро раководиш со своите средства, стварно немаш можност да одделиш, тогаш баре алтернатива како да заработуваш повеќе финанси за да си ги задоволиш тие потреби, а не да го правиш она што е најлесно и што е брзо решение, а тоа е да земеш кредит, да отидеш во минус или да се задолжиш кај некој човек. Меѓутоа, гледајќи ја банкарската статистика, произлегува дека сепак еден дел од граѓаните имаат голем вишок на пари депониран во банките. Вкупните депозити на домакинства во целиот банкарски сектор достигнуваат дури 6,5 милиарди евра. Просечната камата на сите новоодобрени депозити, без оглед на рочноста или валутата, пак е само 2,6%.
Со Ѓоргев разговаравме кои се алтернативите за инвестирање што ги имаат граѓаните, колку се безбедни и колкави приноси обезбедуваат. Кога човек бара и најсигурно и најсплатливо, може да се бара некоја средина, меѓутоа тие се обратно пропорционални, така да човек доколку бара исклучиво да биде сигурно нештото, тогаш не можеме и да бараме преголем атрактивен принос на средствата, доколку е спремен да превземе мал дел ризик, тогаш приносот може да биде значително поголем. Тука се враќаме на оние што ги кажавме приоритети. Кога се разговара со еден човек или еве за тие 25% што ги напомена од евреите, прво се гледа која потреба треба да се реши. Значи најчесто ние како финансиски консултанти разговараме со луѓето какви потреби има. И сега ако имаме долгорочна потреба, решавање на прашање за приватна пензија, решавање за штедење за дете за негово школување кое ќе наполни 18 години, собирање на капитал за купување на стан, собирање на капитал за бизнис, например. Тогаш имаме еден долгорочен диапазон на инвестирање, кој што би требало да трае минимум 10 години, исклучиво најатрактивен на начин на пазарот во моментов е инвестирањето во акции. Акциите се докажани низ времето дека во над 10 годишен период носат исклучително добар принос и можам да кажам дека е еден од најатрактивните продукти во моментов на пазарот и многу ме радува што се раздвижи доста тој пазар во однос на инвестирањето во акции. Луѓето почнаа да чувствуваат слобода и желба и голем ентузијазам да вложуваат во акции. Кога разговараме за малце пократкорочни продукти кои што траат 3 до 5 години, некои му требаат и за една година средствата, тогаш претежно ги насочуваме луѓето да инвестираат во обврзници. Обврзниците се исто така доста атрактивни, се инвестира најчесто во државата, во држави, дали е во Македонија, дали е во Црна Гора, дали е во некоја друг тип на држава, таму гарантира државата за тие харти од вредност, така да е од акциите нормално посигурен инструмент за инвестирање. Имаме инструмент за најкраткорочно инвестирање кој што инвестира во депозити и тој да речеме дека можеме да кажеме најстабилен начин на инвестирање. Така да мора да се одреди потребата и спрема потребата се одредува продуктот. Кога имаме долгорочна можност за инвестирање, акциите нудат и една стабилност, затоа што доколку се вложува во повеќе акции истовремено, тогаш се прави едно балансирано портфолио кое што ветува на долги стази одличен принос, а тоа го кажува историјата како работеле во изминативе 10, 20, 50, 100 години самите тие компании во кои што се вложува. Но токму сега, откако светот ги апсолвираше последиците од должничката криза, пандемијата, па и конфликтот во Украина, се случи еден неочекуван потрес на финансиските пазари, поради тоа што американскиот претседател Доналд Трамп почна трговска војна со царини. Вредноста на акциите глобално се намали, што значи дека инвеститорите загубија дел од своите инвестиции. Но самиот Трамп пак, коментирајќи ја ситуацијата, изјави дека е сега време за купување акции на попуст. Тој е човек кој што многу долго време во неговиот живот е и во бизнис и инвестирал во акции, затоа низ неговото искуство ја дава таа изјава. Јас нормално дека ќе ја потврдам и тоа е нешто што го даваме како совет до нашите клиенти. Низ историјата гледано, нашата процена е дека горе-доле на некои десетина години секогаш се случува некаква економска криза. Не можеме претпоставиме каква ќе биде, меѓутоа еве сега ако гледаме наназад, како што напомена, имаше војна Русија-Украина, имаше пандемија во која што акциите претрпеа сериозен пат на вредноста во тој даден момент. 2008 беше големата светска економска криза и ние и покрај тие кризи предвидуваме одреден принос кој што може да го добијат тие кои што ќе вложуваат во акции. Значи, колку и да се гледа таа историја, секогаш се предвидува дека во некој над 10 годишен период може да се предвиди одреден принос, вклучено и со тие кризи кои што се случуваат. Сега што е интересно дека како што напомена, кога се случува самата криза и кога паѓа вредноста на инвестициски фонд или например на самите акции, кога купувате поединечни акции, ние го кажуваме тоа народски сега се на попуст акциите. Во тој момент, затоа што тоа е една криза која што настанала во дадениот момент, тоа нема врска со криза на самите компании. Во моментов нема Microsoft криза, нема Apple криза, нема Coca-Cola криза, меѓутоа поради светската ситуација тие претрпуваат одредени моментални загуби и затоа е најдобро да се инвестира во акциите кога имаме вакви ситуации. Нормално голем дел од луѓето кои што и ги едуцираме и ни се наши клиенти, токму тоа и го прават. Дел од нив се исплашени до негде, нормално имаат страв, па ми се јавуваат и ми кажат Горан што да правиме сега, знам дека ми кажа кога ќе падне, ама еве сега си ја гледам, затоа што вие во тој момент си ја гледате вредноста дека ви ја паднат и не е сеедно. Меѓутоа тука треба да кажеме да си има стомак
да се издржи најмала рака, да се продолжи редовно да се уплаќа според некој план кој што сме го направиле претходно, но уште подобро доколку имаме некоја сума на средства која што ни е слободна, повеќе да инвестираме во вакви периоди како што и напоменал Трамп, имаме сега ситуација каде што се паднати акциите и е фактички идеално време за инвестирање. Иако никој не може со сигурност да предвиди колкави приноси ќе донесе годината, што ќе зависи од тоа колку брзо ќе растат економиите, сепак инвестицијските советници се оптимисти дека ќе им обезбедат солидни добивки на инвеститорите. Во суштина, кога се работи за акции, па дури би ги рекол и обврзниците, на крај ќе ги ставам депозитите, се многу непредвидливи на краток рок. И токму сега, ако разговараме за акции, доста прашања добивав периодов, дали акциите сега дополнително ќе паднат, ќе имаме уште поголема криза, да почекам за да уплатам, или ќе идат нагоре, па сега во истиот момент да уплатам, кога е идеално време. Во суштина, ние секогаш советуваме идеално време е да се започне веднаш, без разлика каква е моменталната светска ситуација, затоа што ако ние правиме долгорочен или среднорочен план на инвестирање, низ редовни уплаќања во тој инвестицијски план ќе направиме просечна цена. Што значи тоа? Некој ќе го купиме на повисоко додека е поголема вредност, а некој ќе фатиме ваква криза каква што е сега, па ќе купуваме на пониско и ќе направиме една просечна цена на нашето инвестирање. Така да никогаш не можеме ние, и обично ги советувам тој и останатите, да не предвидуваат пред луѓето како би било, затоа што тоа, верувајте ми, дека не може никој да го предвиди. Може би за депозитите можеме некој ниво од 6 месеци до година да кажеме дека ќе има 2-2,5% во денарска противредност и слично, меѓутоа кога се работи за обврзници или за акции, исклучиво ве уверувам дека нема таков човек што би можел со сигурност да знае каква ќе биде во наредниве месец, 2, 3, 5, да ви каже, па вие да може да ставите средства. И затоа се прави еден подолг временски диапазон и така се инвестира. Но, пак ќе повторам, да се надоврзам на претходно, секако дека во момент кога се паднати берзите е одлично време за инвестирање, затоа што, како што кажав, акциите се на попуст. Дали е тој попуст сега 20, 30, 50, тоа не можеме да го знаеме проценти. Меѓутоа, секако ги зимате по една поевтина цена. Според проценките, приносите на инвестицијските удели ќе се движат од 2% кај депозитните, околу 3 до 4% кај обврзничките, до околу 7% годишно кај акцијските удели. Но го прашавме Ѓоргев каква е ситуацијата и на домашниот пазар. Македонската берза, морам да кажам дека е многу интересна и многу атрактивна, тој збор ќе го додадам. Изминативе години го кажуваат и самите бројки, односно колку растат самите компании кои што се на македонската берза. Посебно ќе ги напоменам оние топ 5 до топ 10 компании кои што се најатрактивни на македонска берза. Често кога се консултирам со финансиски аналитичари, чија што работа е да проверуваат како работат самите компании, што ќе прават во наредни 5-10 години, каде ќе инвестираат, знаат да ми кажат дека малку е прецената македонската берза и компаниите, многу продуцираат повеќе од тоа што реално вредат. Меѓутоа би го земал и ова со резерва, затоа што се враќаме пак дека се работи за акции, никој не може да предвиди, само ќе кажам дека во изминативе 3 до 4 до 5 години има сериозни профити на македонската берза. Минатата година имавме на статистика излезе сега скоро дека во Стопанска банка имало 100% зголемување за една година до пред известно време, до пред кризава, што е огромен раст ако гледате за една година. Комерцијална банка имаше над 90%, тука некаде беше Алкалоид, например. Така да е доста атрактивна, нуди принос, меѓутоа луѓето треба да знаат дека е поризичен финансиски инструмент и кога инвестираат на македонска берза да го имаат тоа во предвид. Но, пак ќе кажам, на одговор на твоето прашање е доста атрактивна и секако дека ја препорачувам како начин инвестирање. Но освен овие опции за инвестирање, во земјава од време на време се појавуваат и одредени платформи кои веднаш добиваат популарност, се шират по социјалните мрежи и им нудат на граѓаните брза, лесна и добра заработка. Неодамна имаше вакви примери на пирамидални шеми за вложување, но сите пропаднаа, а со нив и пари на граѓаните. Кој совет би го дал? Најважниот совет кога некој нуди финансиски производ, да се види прво дали тој производ е легитимен и дали има регулаторно тело позади тој производ. Јас секогаш го поставувам прашањето кој ми ги гарантира парите, средствата, и кој е регулаторно тело во однос на оваа платформа или како сакаш кажи го дали е финансиски производ и слично. Доколку немате одговор на тоа прашање, јасен е одговорот, во никој случај не инвестирате во
такво нешто. И сега тие платформи најчесто нудат лозинки на веб страни, па на веб страни можеш да си следиш состојба некоја, што се случува преку вечер ги снемува веб страните, го снемува човекот кој што ви ја нудел таа платформа и вас ви пропаѓаат средствата. Значи многу е важно да се знае регулаторно тело, најчесто позади финансиските производи на пазарот кои што се регулирани стојат и банки кои што се регулаторни банки во однос на тој бизнис, не знам ако спомнеме инвестициски фондови, секој инвестициски фонд има банка чувар. Инвестициски фондови имаат регулаторно тело. Значи доколку имате одговор на тие прашања, гледате кој ви го регулира истото, подпишете договор, тогаш немате никаков ризик во однос на пропаѓање целосно на средства или да ја снема некоја институција и вас да ви ги снема со тоа средствата. Така да се надевам дека се повеќе и повеќе ќе расте свеста кај граѓаните. Ќе го заборавиме оној мит, а тоа е дека брзо може да се заработат средства. Средства се заработуваат преку напорна работа, а доколку се заработуваат преку инвестирање на средства, треба да се гледа малце подолгорочен временски диапазон и само така може да се направи една поголема количина на средства. За брзо време тоа не постои. Нино Карас е млад серијски претприемач кој зад себе има неколку успешни проекти. Тој е соосновач на Кодвел, компанија која креира софтверски решенија, но и креатор на првото заштитно сако во светот. Брумел се дизајнира и шие во Македонија, а се носи најчесто во Соединетите Американски држави. Кратко пред да замине за САД, каде Нино интензивно го пробива овој бренд, тој гостуваше во Иновативност Insights. Нино, здраво! Здраво, здраво. Дали ова е Брамел сакото која што минатата година беше на огромна реклама на Times Square во Њујорк? Да, баш. Ова е конкретниот модел што беше на Times Square. Како се најдовте таму? Малце growth hacking техники, малце интересни идеи, прилика се лансираше нов сервис за билборди. Искористивме прилика по некои ултра промотивни цени да можеме да лансираме наша реклама таму, меѓутоа беше opportunity кој што сакавме го искористиме, беше супер приказна да се изрекламираме на Times Square. А дали е вистина тоа дека ако се рекламираш на Times Square дека продажбата драстично ќе порасне? Да бидам наискрен, не видовме толку нешто претарано голем импакт. Убаво беше за PR, имаше секако импакт, меѓутоа не беше нешто спектакуларно голем, иако бевме на едно од главните билборди на Times Square прикажани. Како дојде всушност ти до идејата да се направи првото моторџиско сако во светот и тоа токму овде во Македонија, во најголем дел целосно шиено, целосно креирано во Македонија и што понатаму? Идејата дојде од собствен проблем, принцип јавноста која што ме познава, тие што не ме познаваат, јас сум серијски претприемач и имам повеќе компании. Една од нив е IT компанија која што работи за корпорации, работи за владини имплементации и така натаму и подразбир од мене деловен изглед, тоест состаноци на кои што треба да изгледам соодветно и прикладно за тие потреби. Истовремено сум страстен мотоциклист и ја користам секоја прилика да возам. Дали е тоа сончев ден во сред зима или е буквално летен период кога има плюс 40 надвор. Ја користам приликата секогаш да се облечам и да отидам на дали е тоа состанок, дали е до работа, дали е до било кој настан. Меѓутоа се соочив со проблем, не постоеше опрема во светот која што обезбедува заштита и деловен изглед истовремено. Ја искрено да бидам мислев дека постои вакво нешто. Мислев дека некој више го измислил, толку им беше некако очигледно дека е таму потребата. Почнав да си барам заштитна елегантна мотоопрема. На Google отворив Google, најдов нула резултати, не ми скочи ништо, буквално алтернативи, кожна јакна, некоја текстилна што изгледа по-окей, ама ништо што е елегантно. И викам, чекај, ако никоја нема направено идеја, дај да направиме ние. Така почна
почна идејата за Брамел и така почна визијата за првото заштитно моторџеско саколо во светот. Тоа беше пред неколку години. Како одеше развојот од идеја до реализација и сега веќе до извозен потенцијал? Да, развојот беше доста, имаше макотрпно R&D, Research and Development процесот беше вистина долг. Многу поедноставно звучи. Сакоа со заштита, штитници, специјален материјал и е многу едноставно звучи, меѓутоа наидовме на 100 проблеми. Фокусот беше да се направи парче кое што е истовремено изгледа надвор како едно префинето сако, никој да не може да знае дека носиш ништо, значи го постигнеме изгледот, да обезбедиме највисока заштита и најважно од се меѓу другите две е да биде комфортно за возење на мотор, затоа што сакаш да го уживаш. За да ги склопиме овие три работи подразбираше R&D од скоро 2,5 години, 12 различни прототипи, итерации, тестирање, сертифицирање и така натаму. Официјално го лансиравме 2021 преку Kickstarter кампања, тоа беше Limited Founders Edition од Брамел, кој што се распродаде на самата Kickstarter кампања. Денеска веќе имаме втора генерација од сакото, се вика V2, која што во принцип има многу нови компоненти кои што ги немаше првата генерација. Една од најважните дека е официјално сертифицирано како класа моторџеска јакна според најригорозната регулатива за мотоопрема EN 17092, која што е од Европската унија, каде што сте веќе сигурни дека ова парче опрема е официјално сертифицирано, ако заштити вашиот живот во случај на незгода при возење на мотор. Втората најважна компонента заштитна е во делот на рамената, лактите и грбот се интегрирани највисоко ниво на штитници. Се работи за највисокото ниво на импакт протектори, тоа е level 2 импакт протектори, кои што обезбедуваат највисока заштита при удар. Целта на овие штитници е најризичните зони да ги заштитат од фрактури. Каков одзив најде на пазарот? Пред се најде на изненадување. Тоа што ние сме презадоволни до сега е што веќе неколку години постоиме на маркетот. Од сите продажби кои што ги имаме секаде низ светот, буквално, многу сме благодарни на фактот дека корисниците пред се презадоволни, добиваме супер фидбек од страна на самите корисници и презадоволни сме од фактот, бидејќи е супер индикатор дека немаме ниту едно барање за враќање на продуктот. А кои се вашите клиенти? Како профил? Како профил, тоа е многу интересно. Имавме многу различни претпоставки тука. Ние мислевме дека пред се клиенти дека ќе не бидат луѓе кои што возат мотор од потреба, тоест одат со мотор до работа од потреба, и тоа не беше првата претпоставка, испадна дека е целосно грешна. Се испостави дека нашите таргет клиенти се всушност луѓе кои што се индивидуи кои што се поуспешни и пасија им е да возат мотор. Моторот не им е примарно превозно средство, они имаат и други превозни средства. Сите корисници кои што ги имаме сега, најразвиен е пазарот во Америка, 81% од сите нарачки доаѓаат токму од Соединетите Американски држави. Адвокати, луѓе занимаваат со недвижности, предприемачи, собственици на компании и така натаму и така натаму. Главен фокус ни е американскиот пазар. Дури сите наши планови за понатамошен развој на компанијата се осврнуваат на развој на тој пазар примарно. Ние веќе имаме основано компанијата во Америка и во текот на наредниот месец веќе отвараме првата канцеларија официјално во Соединетите Американски држави, каде што ќе главна цел ќе биде развој и менаџирање на американскиот пазар. Дали производството на сакото останува во Македонија? Производството на сакото останува во Македонија и многу сме горди на тоа. Тука како држава имаме многу искуство уште од времињата на Југославија, порано некои навистина успешни текстилни фабрики кои што шиеле за сите светски брендови и светски пазари. Има многу знаење оставено уште од тоа време, меѓутоа и многу ново знаење од луѓе кои што се усовршувале на интернационални универзитети и така натаму.
И навистина има добри фабрики кои што работат тука. Нашето производство станува во двете фабрики во Македонија кои што го работат. Што значи, особено за македонски услови, да се биде пред се предприемач, а потоа и серијски предприемач секако? Да, имаш слободата буквално сам да си окреираш споредот и таа слобода да си го менаџираш сам времето и куфарските. Тоа што мене води напред во целата таа приказна е можноста, јас уживам да креирам продукти. Креирањето на продукти е нешто што мене ми е пасија и дали се тоа дигитални или ова е мојот прв физички продукт кој што сум го направил. Како се надминуваат проблемите, затоа што за среќа се уште имаме млади предприемачи како тебе кои што упорно остануваат и обстануваат на нашиот пазар, независно дали работат за странски пазари. Да, како се надминуваат проблемите, пред се со многу трпение, резистентност и упорност. Мислам дека тоа се трите клучни работи што треба да ги имаш за да ги надминеш проблемите тука кај нас, особено кога станува збор за такви административни и институционални проблеми кои што се јавуваат. За жал, поради сите закони како ни се поставени тука во државата и некој стар систем кој што се уште е резистентен, многу од тие млади предприемачи отвараат компании надвор за да ги надминат тие проблеми. Многу од успешните стартапи што ги знаеме, ги знаете и вие кај нас, кои што се познати веќе на македонската јавност, како компании се регистрирани во Делавер во Америка, во Естонија и така натаму. Нино, што понатаму со Брамел? Работиме многу интересни нови продукти, кои ни искочеа како барање од страна на корисниците. Пред се, иако мотопазарот е многу фокусиран околу, не е избалансиран. Процентот на мажи и жени кои што возат мотор не е далеко избалансиран, тоест 90 и нешто проценти се мажи. Како што го лансиравме сакото, почна да стигаат многу барања за женско сако. Така да нашиот нов продукт е Брамел е женско сако, кое што е сосема поинакво и си носи сосема нови предизвици, меѓутоа задоволство ми е кажам дека го завршивме целиот развој, сертификација и така натаму е веќе спремно за лансирање. Вториот продукт кој што ни се појави како потреба, кој што веќе е во финална фаза на производство, тоест во фаза на сертификација пред да влезе во производство, се Брамел панталоните. Всушност направивме панталони кои што се елегантни, а имаат исто својство како и сакото, всушност да го заштитат оној долен дел од телото. Нино, ти благодарам многу и со среќа. Многу Верица, благодарам за интервјуто уште веднаш. Следната недела се враќаме на процесот на проширување во неговата најсуштинска форма. Имаме една прекрасна експертка од Германија, од земјата која што има клучен збор во проширувањето и ќе зборуваме за тоа колку самиот процес е поместен од аспект на геополитиката. Останете со нас.